Здраво на сите, јас сум Ана од Стартап Клуб Скопје, а вие гледате Стартап Револуција, подкаст поддржан од ProCredit банка. Банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. 20 години пример за одговорност. Пред да започнеме со подкастот, би сакала да ве потсетиме на трите пакети кои што ги нуди ProCredit банка за сите оние кои што сакаат да започнат свој бизнис. Тоа се пакетот за стартапи, пакетот за млади предприемачи и жени предприемачи. Посетете веб страната на ProCredit банка и запознајте се со нивните услуги, бидејќи тие се секогаш тука за вас. А сега уживајте во подкастот. Сакавме да бидеме првите. Првата платформа, првата македонска платформа за онлайн групно купување. Инспекторки да шедаѓа, абе девојченце. Мисли дека ќе извади лиценца за толку кратко, не се вади така, ама ајде ќе ви дадеме демек некој период. Дојде CEO-то на групацијата тука да подадеме рака после некое време. Стартап сцената мислам дека се размрда за разлика ако споредиме од пред 10 години каде сме денеска. Драги стартапчи, предприемачи и љубители на бизнис приказни. Добро дојдовте во петата епизода на Стартап Револуција. Денес со мене имам втората говорничка на овој подкаст. Накратко ќе пробам да ви ја најавам, а понатаму ќе почнеме и со разговорот. Со мене имам основачката на првата платформа за групни повести во Македонија, Групер, која во 2016 година од германскиот магазин The 100 е признаена како една од 100 најуспешни жени кои што основале стартап. Во 2018 година го добива престижното признание од Forbes 30 под 30 за жена која што е активно во делот на малопродажба и трговијата. Тај иницијатор и основач на првата македонска асоциација за трговија, а во 2019 година ја презема функцијата на прва министерка за финансии во нашата држава. Денес таа ја држи улогата на менаџер или екзекутив за експанзија и развој на бизнис во Ананас, кој што е најголемата онлайн продавница кај нас. Со мене денес разговарам со Нина Ангеловска Станков. Добре дојде, Нина, во Стартап Револуција. Добре најдов, благодарам на екстензивната најава. Прв пат ни доаѓаш во нашето студио тука и во простор во Стартап Клуб Скопје, така што се надевам дека ја осеќаш и атмосферата на стартапџискиот дух што го имаме тука. Да. Баш ми е драго што прв пат имам прилика да го видам просторот и да се запознам повеќе со што правите и што работите. Ти благодарам многу што прифати да бидеш наша гостинка во петата епизода. Многу ми е мило што имаме можност да разговараме за твојата кариера, но и ќе се навратиме на некои лични аспекти од твојот живот денес. И овој подкаст секогаш го започнуваме што со можеби кои се нашите гости на почетокот пред да започнат со нивните предприемачки искуства, па би сакала малку се навратиме на твоето детство и која била Нина како дете, во која средина растела и навраќајќи се наназад, што е она на што се сеќаваш кога размислуваш за Нина како девојче? Па, можам вака во кратко да кажам дека имав среќно детство. Во каква средина сум растала, дефинитивно мислам дека во предприемачка средина. Не можам да кажам дека од мала на прашањето што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, дека се сеќавам што ме било одговорот. Меѓутоа генерално тоа беше време кога после 90-тите години кога баба ми од една страна од село Брајчино Николина, позната е основоположник на селскиот туризам. Проаѓав лета таму, друга страна мајка ми во тоа време беше така наречено приватник или водеше свој бизнис. Тоа беше на времето 90-тите, значи кога јас бев мала, кога се отвори дуќан за конфекција. Така да доста време проаѓав и ја гледав неа како работи. Татко ми исто така беше многу по да кажам многу зафатен со работа и јас живеев во една средина кај што морам да кажам дека многу време ми се посветуваше, дека бев од мала, нели, и имав прилика и да ме едуцираат и да играат игри со мене и се, меѓутоа многу голем дел од времето го проаѓав со мајка ми на работа, кај да водеше ме носеше, ми објаснуваше што е кој на возрастен, кој ми објаснувате ова е фактура, сега одиме по роба, ова е уплатница. Така да она што важи нели дека многу голем дел од се не е само карактерот, туку се она што го апсорбираме, децата се сунгер. Дека 80% од развојот на мозокот се случува до 5-та година. Нели, мислам дека голема улога има одиграно сето ова што нели во каква средина сум растала.
Така да сум била едно среќно дете, девојче, кое што секојдневно валјда гледало зафатени луѓе кои работат и затоа и толку ја сакам после работата валјда во животот. Се служувам, детството си го поминала во Брајчина? Или само Па преку лета лета, сте били таму? преку лета поминував таму доста време да кажам. Инаку сега учев нели да учев да готвам таму, да си играв со баба ми продавачки, нели некои работи што сите сме ги правеле горе доле како деца, така да летно време се дружев многу важно, дружбата е многу важна, нели денеска е доста сменато тоа. Така да се дружев со деца во планина. Имав една комбинација, да кажам, на градот и селото од малинот. Тоа е многу убаво, бидејќи јас кога ќе се навратам на моето детство, тие моменти што сум ги имала во Љубено како дете ми се многу значајни, бидејќи сум имала мир, некако убава средина, дружби, сум можела да уживам во сето тоа без многу дистракција од што се случува од надвор и некои притисоци, бидејќи кога веќе почнав со моето средно образование во Битола, го сватив тоа дека децата кои што пораснале во урбана средина се поизложени на одредени општествени притисоци и нешта што се случуваат, а јас сум го имала тој благодат малце да уживам подолго во Добро, ако се може идеална комбинација, нели? Да. Најдобро е поново сега се повеќе и повеќе нели гледаат луѓе што се од градот да бараат викендици и да одат нели Апсолутно. на планина, во село, на чист воздух, се еве ни почна и загадан воздух и време, а иначе да ми спомнати едно кога се сретнавме на еден настан баш дека имаш потекло од Да. соседно село, да кажам. Соседно село, Јас не сум друга. по потекло од Брајчино, меѓутоа баба ми е од таму родена и дедо ми, и они живееле во Скопје, ама покасно на некои 40 години нивни се преселиле назад во родното место во Брајчино и таму го започнале селскиот туризам. Татко ми исто така инволвиран доста во однос на алтернативниот селски туризам, тој има негово здружение за алтернативен Браво. туризам, така што јас растев со тоа и растев со тие настани и со таа култура и гоење на некој дух, така што од него можеби ми доаѓа моментот што сум била инволвирана и во доста здруженија и што сум била активна во невладиниот сектор. Но тие работи се многу важни, особено она што го напомена во делот дека си била израсната во тој еден дух, како што работела мајка ти се осознавала и себе си и осознавала и работата и која е она во таа улога која ја наблюдуваш. Па да. Што е многу убаво. Да, добро, од неа лекцијата ми е дека единственото нешто што мислам многу лекции имам секако, сите имаме и примаме од родителите. И мора да напоменаме дека и гените играат многу важна Дефинитивно. улога, ама нели не се доволни само гените, ако не е проследено после со соодветно Апсолутно. воспитание, работење на сега така да од мала ме учеше многу дека единственото нешто што никој не може да го земе е знаењето и дека мора да се многу да учам. И еден термин користеше често кога ми викаше го забележи ова, ако не сум забележала нешто или приметила, да видиш ачик, нели сега турски збор е, дека да забележуваш и да приметуваш работи, така да кажеме детството во кратки црти ми било такво. Интересно е како тие моменти што не се случувале додека сме биле во тој развој, ги паметиме како некои лекции или нешта што ни се вртат како мото или во позадина и не охрабруваат во други чекори. Татко многу ми зборала за моментот ако нешто не ти се допаѓа, видиш што можеш да направиш да го промениш. А имаш се во моментот што ти е потребно, само треба да видиш како да ги алоцираш ресурсите за да го направиш тоа. Да. И таа некоја снаудливост е и менување на перспективата ми значила многу понатаму кога сум се соочувала со одредени предизвици како да ги надменам. Ти твоето средно образование го завршуваш во Корчаген Така. и понатаму продолжуваш на економскиот факултет. Да. Кога станува збор за средношколските денови, како беше да се Хронолошки учи во одиме, Корчаген? значи детство, па сега средно. Да, во Корчаген завршив, мислам како Тоа беше твој избор да продолжиш таму средно? Тоа е интересна приказна исто. Не знам, мислам дека се мислев повеќе, го гледав со кои се дружев и кај одат, нели така гледаме обично.
со кои се дружиме тој период таму основно и гледаме кај ќе ни оди друштвото. А од друга страна, мајка ми повеќе туркаше за, морам да признам, за Корчагин, ама никогаш не ми наметнуваше, него ме оставаше на крај да биде моја одлука или барем да мислам дека е моја одлука. Така да сум имала секојаш слобода во избор, никогаш не сум имала ние да кажам стриктни насочувања, секогаш се изложуваат опциите, се разглаба, се објаснува, така да на крај јас го одбрав, малце морам да кажам стимулирана да го одберам и многу ми беше добар, мислам дека изборот, затоа што се дружев со извонредни деца кои што сите се одлични личности денеска. Не се држиме толку многу освен оние години матури кои се слават, ама имам неколку пријатели со кои што уште си се држиме во контакт од средни денови. Инаку во Корчагин имаат и моите завршено, така да и мајка ми и татко ми, така и таму се запознале, така да традиција од да. Супер, баш со Драган од пакет го зборувавме тоа бидејќи исто има завршено во Корчагин и го зборувавме моментот дека стварно за него била средина каде што пред се научил многу и бил стимулиран од неговите врсници. И тоа е многу интересно дека средината многу ни влијае во однос на тој дел, бидејќи јас кога ќе се навратам на моите средношколски денови, јас бев во клас каде што имав луѓе кои што беа многу интелигентни, луѓе кои што беа многу снаудливи и луѓе кои што многу знаеа да го учат материјалот баш така на памет, што би рекле ние бубање, ама тоа ти даваше момент дека ти треба да се истакнеш, пошто сите беа добри. Добро е тоа. Како да видиш најдобар меѓу добрите. Добро е тоа да се види у средина кај што и да се има и една доза на компетитивност. Особено кога се работи за учење, нели? Али најдобра е компетитивноста со сами себе, ако си ја поставиме, нели, да сме подобри ние од претходната година. Инаку се дружевме, игравме игри, се пријавувавме по различни надпревари, така да добри времиња, сега се многу сменати, нели, времињата во однос на квалитетот на образованието, ама јас можам да кажам дека сум многу задоволна од мојот пат кој што сум го одбрала, да кажам, за тој дел околу образованието, која е клучна работа. Се сложувам комплетно. Многу важно, мислам и од аспект на тоа што го стекнуваме, но и социализацијата која што имаме таму за време на образовниот процес. Понатаму продолжуваш на економскиот факултет. Ова се смеевме со Драган, обично Корчагин е познат по насоката кон природните науки. Да. Ама јас не бев, нели имаше две, како се вика, смерови, не бев природна математичка, обштествени науки бев и така да и обштествени продолжив на економски. И дојде значи природна. Да, со тоа што e-бизнис беше прилично нов смер, јас завршив на e-бизнис, беше прилично, јас мислам дека сум втора или трета генерација, ако не се лажам. И сум супер задоволна од се што научив во тие 4 години на факултет. Бев прогласена како студент на генерација, на крај дипломирав со просек 9,96 или 7, мислам дека беше. И сум исклучително задоволна од изборот на факултетот, пошто кога што гледаме, може да се каже не сум или не чест, него редок пример сум на некој што у денешно време особено, што точно тоа што го завршил, после го применува во пракса или го работи. Така да јас скоро све што научив во тие 4 години, после испадна и да го применувам за време на развојот на бизнисот и групер. И инаку имавме супер програма, имавме странски професори кои што ни предава, учевме на англиски јазик, така да супер избор беше, а секако дека дружбата на економски ми е така во срце, останата со сите другари, колеги, со кои што многу учевме, ама и многу се дружевме, а со добра организација мислам дека успеав да не пропуштам, да имам десетките, ама и да не пропуштам ни една дружба, нели? Тоа е многу важно, наоѓањето на балансот е многу важно. И мило ми е тоа што го напомена, ние неформално кога имавме средбата, ти баш ми го напомена тој дел дека се што си учела на факултет, си успеала понатаму да го примениш и во развојот на групер, но и верувам ви во сите понатамошни позиции кои што си ги имала. Јас, кога ќе се навратам на мојот избор за економски факултет, тоа ми беше многу важно, бидејќи ја гледав програмата и размислував... На кој смер? Јас бев на маркетинг. Добро. И размислував за тоа, од кога ќе излезам од предавање, дали ќе можам одма после тоа да го пробам тоа што сум го изучила за време на тоа предавање.
И мојата активност во ред студентски организации и некои позиции кои што ги имав таму ми ја даваше можноста да ги експериментирам нешто што ги изучував на факултет. Особено во однос на поставување на некоја Да, верувам дека стратегија. работевте ви на реални проекти за реални компании. Точно. Така да и тоа работевме, знам, на маркетинг комуникација, верувам исти предмет што го има и на маркетинг смерот и кај нас и баш работевме на реални случаи и после во таа компанија одев летно време на пракса, додека студирав одев секоја година во различни компании на пракса, бев и демонстратор по неколку предмети и всушност тие прилики да се работи на реални случаи додека студиравме, мислам дека се клучни за да се види како работите функционираат во пракса, додека е таза прибрано знаењето, нели? Додека не е многу време поминато. А на крајот на денот колку ќе извлечеме зависи и од нас. Програмата е таа за сите, можеби некој ќе излезе со 20%, некој со 80% од тоа што го учел. И секако имаше и доста, што викаат, екстра курикула или надвор од програмата и надвор од факултетот можности, па да ги користев и тие можности за дали беше за доедукација, дали беше за учество на различни надпревари кои што беа организирани од различни организации. Денеска уште почести, мислам дека се, ама така да се користеше времето и за дружба, и за учење, и за надвор од факултетот, нешто плюс да се научи. Супер ова што го напомена, бидејќи целата приказна со Групер почнува од еден надпревар, кој што е интернационален, за кој што вие победувате и добивате иницијални средства за почеток на вашата бизнис идеја. Може да ми обясниш што повеќе како започна тоа? Надпреварот не е интернационален, ствари беше национален, домашен, беше од Машинскиот факултет, односно при Машинскиот факултет НЦДЛ, се вика Национален центар за развој на претприемништво и иновацијско учење. Се надам точно му ја кажав скратеницата. Тоа не беше единствен надпревар на кој што учествував и на други надпревари, на други добивавме втори и трети места, имаше и надпревари кај што учествував и надворот, имаше еден Балкан челендж во Виена, например, одев на различни надпревари, а овој беше генерално, така како што го кажа и ти во прашањето, овој беше генерално главниот потик за да се впуштам веднаш во започнување на бизнис. Инаку тоа беше во 2011 година, јас бев абсолвент, се појави еден мислам оглас некаде на факултет за не знам, не се сеќавам точно како дознав за надпреварот. Пријавив две бизнис идеи, едната, тоест двете влегоа, ама едната решив да ја разработувам. Идејата конкретно со која што победив беше тикетинг софтвер, односно софтвер за продажба на билети. Сакав да го дигитализирам продажбата на билети за сите настани во Македонија. И го изработив бизнис планот, ме повикаа да го презентирам кога се враќав од екскурзија, немав глас во автобус од многу пеење. И така полузипната бев на презентацијата, ама победив, мислам, очекував дека ќе бидам искрено меѓу 10 места имаше, очекував дека ќе бидам меѓу некој од победниците, ама не очекував дека прва. И така да првото место значеше дека се добива 5000 евра за да се започне бизнисот, односно да се отвори компанија и тие средства се искористат за развивање на бизнисот. Тоа беше еден голем чек, 300.000 динари, кој што ми личеше многу тогаш. И така ствари тоа беше потекот за веднаш по дипломирање практично да го започнам Групер, односно да го коосновам. Затоа што ги поканив двајцата мои партнери, односно отидов кај нив со идејата. Идејата беше Групон во Америка, кој што беше основоположник на овој бизнис модел. Ми се виде како одлична идеја за нашиот пазар, иако немаше ништо, мислам, не беше развиено онлайн купувањето, како одличен потик за да се развие, односно практично ние донесовме нов бизнис модел на нашиот пазар. И така го започнавме, односно тука започнува Групер приказната во јануари 2011 година. Баш како за почеток на годината, и како почнало и со Групер, колку убаво. Групер како платформа дефинитивно направи една револуција во однос на трговијата на нашиот пазар и верувам дека со тоа следува ред на предизвици. Да. Интересни и многу научени лекции низ тој пат. Ако сега се навратиме во однос на почетоците, основањето на компанија, сите тие чекори, како се организиравте во однос на тој процес? Дали седнавте, имавте состанок? Ова е датумот кога ќе основаме компанијата, кога ќе почне се?
Како функционираат тие работи на почетокот? Па функционира, прво спомна дека нели направи револуција, дефинитивно мислам Групер е препознан како game changer и тоа беше прво меѓународно препознат, па после нели дома, така викаат дека е правилото, еве на овие признанија кои што ги добив, дали беше од германскиот магазин, дали беше од Forbes, генерално и други многу покани добивав за патување надвор, кои што бевме во различни извештаи од Светска банка до различни организации како пример за раздвижување на бизнис кој е раздвижил е-трговијата, така да таа револуција која што да кажеме ја направивме секако вклучуваше како што кажем многу голем дел на предизвици, а еден од главните предизвици беше секако едукација на пазарот, затоа што ние отваравме во време кога помалку од 1% од тие беа официјални податоци, помалку од 1% од населението купува онлайн. Значи компаниите не беа онлайн, немаше тогаш ни Facebook страни, после се Facebook pages, после се чисто споредам со денешните генерации у кое време било. Да, па тогаш немаше ни Facebook Marketplace, немаше ни моменти на Instagram да може да се прави продажба. Не постоеше Instagram, да. И всушност Групер се појави, мислам, во право време на право место. Од причина што ние понудивме големи попусти, а кој е подобар потик за да направите прво онлайн купување, ако не дека ќе заштедите. Нели во време на криза, душа од некој аспект не свесме во некое време на криза, ама во тоа време, значи да кажем, 2011 година јануари се балансиравме, се подготвувавме. Ние планиравме се подготвуваме некои си 6-7 месеци, ама тој период на подготвување малку се скрати, а што беше причината за кратење, па што ме праша дали сме ставиле дата кога ќе лансираме. Ние се спремавме, бевме идеална синергија тројцата партнери кои што го почнавме Групер. Јас нели како тазе е бизнис дипломирана со одредено искуство од пракси, другиот партнер ме беше во кој што не беше после CTO кога се малце структуриравме, со IT бекграунд да кажам, кој што беше задлежен повеќе за платформата делот. И третиот партнер повеќе маркетинг, продажба со искуство, оние се тоа други генерации, некои што ќе гледаат подкастов ќе се сетат на времето, постоеше Када вечер. Оние двајца беа основачи на Када вечер. Јас одев тоалето на пракса во Када вечер и така ние се запознавме и така после го започнавме нашето партнерство. А инаку додека се спремавме да се вратам се на спремањето, слушнавме дека некоја друга интернационална компанија ќе влегува на нашиот пазар. Тоа беше Колектива. И видовме дека им е регистриран доменот и не беше страв да не отворат пред нас. И така ги забрзавме, ги зипнавме и 24/7 буквално работевме. Се сеќавам на Нова година баш го преведував сајтот, профили како ќе не изгледаат и се тоа. За да можеме да отвориме први, затоа што маркетинг има сигурно, еве ти си маркетинг дипломирана, па ќе се сетиш, има еден термин што се вика first mover advantage. Абсолютно. И сакавме да бидеме првите. Првата платформа, првата македонска платформа за онлайн групно купување. И така успеавме да бидеме и така испадна ствари датата. Не беше некоја избрана, беше 21 јануари беше кој некој пилот тест и 22 јануари официјалното лансирање. Каква беше возбудата тогаш? Што се случувавте? Што очекувавте? Кон што целевте во тој момент кога веќе беше лансирањето? Имавте некоја кампања? Како се спремаше тоа во позадина? Имавме, јас сум многу голем љубител на игри. И на геймификација, подоцна кога докторирав, еден дел од докторатот ми беше посветен точно на геймификацијата, односно примена на елементи на игра во бизнис за расна продажба, остварување на одредени цели, нели? И така и не беше стартот. Додалувавме летање со балон на топол воздух, кој што требаше се дигне на 22 јануари на плоштад. Многу дуваше ветар, не се баш дигаше, се кривеше балонот, ама имавме обиди. И го додалувавме на начин што баравме да на Facebook да пишуваат, да не предвидуваат што ќе биде првата Групер сделка и тој што ќе погоди што е првата Групер сделка ќе го добие летањето со балон на топол воздух. И така целевме практично преку игри да ги информираме граѓаните за да вие погодувате, на пример, требаше да погодите процент на попуст, што е отприлика услугата што ќе се нуди и која ќе биде
кој ќе биде, дали беше продаден број на купони, не знам, или цена, не се сеќавам. Точно, значи треба да знаете за што обидувате, што предвидувате, значи ќе дознаете дека се нудат попусти. Имавме, не знам, некои се на 300, мислам дека 300-400 луѓе што дава предвидувања, да, што погодува. Така на некој начин и собиравме и интерес, собиравме и за члените, затоа што пред да почнеме ваков бизнес кога почнувате, секогаш прашањето јајцето или кукушката, во исто време требаше и кај компаниите да одиме за да ги договараме промотивните понуди што ќе се нудат, односно група разделки, и кај корисниците за да во исто време кога лансиравме да се сретнат двете страни, и така и беше кога отворивме на площад. Првите продажби нам сечевме и лента, врнеше снег иначе, и дававме чадори промотивно, и правевме рефреш дали ќе биде кој ќе биде прв купувач, и кога видовме дека има продавања 2, 3, 4, 5 купони продадени, нели во форма на купони беа попустите. Викавме, види на некој од пријателите, види на некој познат. И не беше никој од нашиот круг, така да големо беше, мислам, возбудено на тие први продажби, сите што го искусиле тоа и што почнале нешто свое, го знаат кој е адреналинот, да кажам, така тргна и вака одеше целиот наш пат, да кажам, со раст секој ден натаму. Можам само да си ја замислам возбудата и припремите. Да. Неформално кога зборувавме за ова, бидејќи цело ова случување се беше на площадот, кај нас и требаше да се овозможи пристап до тој простор, а воедно и да се обезбеди балонот, кој што ќе биде дел од целата приказна. Како да тие чекори, односно сега алудираш на нешто што ти го спомнав на ме наврати тогаш, па ми текнуваат овие работи и сум ги подзаборавила малку. Терминот за кој што разговаравме беше уствари bootstrapping, и ти кажам дека дека тие 5000 евра или не се доволни за да се тоа што го правевме можеме да го направиме, и затоа мораше да бидеме доста снаудливи, да се користат мрежи, контакти, пријателства, многу работи што може да ги направиме сами без да ги плаќаме, ние да ги правиме, нели? И така до сите благодарност до сите во тој период кој што ми помогнаа, и пријатели и луѓе со кои што и подоцна станавме пријатели. На почеток можеби не сме биле, ама да кажам таа честна желба и пасија дека ние ќе бидеме претприемачите кои ќе ја променат трговијата во Македонија, ни донесе отворени врати на многу страни. Площадот инаку имавме допис спремно, јас се запнав дека на площад ќе правиме отварање за да кажеме дека е нешто големо, балонот тука ќе лета, ќе го означи тоа. И нормално гледавме, нели, дека немавме многу средства да добиеме, како што спомнав, ако може за без пари. Да. И така да имав едно писмо напишано од младите претприемачи што ќе сменат трговијата до град Скопје. Одав да го предадам во архива, па после барав кај да го доставам конкретно, немав некој контакт таму, него ги охрабрувам сите да бидат малци нели снаудливи и упорни. И така да добивме площадот бесплатно на користење. Балонот на топол воздух не се знаевме со луѓето кои што го работеа тоа, ама барав да дознам дали воопшто има балон на топол воздух кај нас. И пристапивме дали може да ве промовираме ние после, затоа што сега немаме доволно средства да го платиме, ќе го рекламираме, ако ќе успееме нели да застанеме на нозете, ќе ви надоместиме, и така да многу е важно да не се забораваат луѓето и работите кои што ни помогнале, мислам. И така го добивме балонот на топол воздух, и така и многу други работи подоцна беа, и ако ние знаевме да ги сработиме работите, ние ги работевме. Ако не знаевме, немавме, да кажам, контакти и пријатели, многу работи ги учев кога треба, затоа што, нели, како викаат, на патот има многу предизвици. Ако немаш некој сега, нели, да искористиш контакт, лекцијата што останува, односно начинот што останува е да го научиме, иако во тој момент можда не интересира баш тоа да го учиме, ама е начин да го поминеме и совладаме предизвикот, и утредента да знаеме нешто плюс и нешто поише. Такви работи многу научив, кои што после ми се најдоа и ми отворија врати за други работи. Верувам, сакав да се навратиме на тие моменти, бидејќи е многу важно, луѓе кои што се на почетокот, многу никогаш знаат да го стават фокусот на ние немаме финансии да го отпочнеме се во ова. И никогаш е потребно да бидеме креативни, да бидеме упорни,
и да излеземе надвор од нашата комфорт зона и да правиме нешта кои што сакаме да ги постигнеме. И да можеби кога ќе си го спомнела ти сето тоа тогаш како идеја, ние на площадки имаме балони и слично, можеби звучало недостижно како такво, но позади тоа стоело напорна работа и упорно за да се стигне до тамо. И после кога ќе го видиш сето тоа како се случува, верувам дека ти било низмерно многу драго дека сте го постигнале тоа и ја остваривте кампањата. И сакам да ги поттикнам сите што не слушаат кога се на почеток на нешто, да тестираат и да наоѓаат начини како може да се пробијат во одредени делови каде што сметаат дека треба да стигнат за да добијат одредена видливост. Затоа сакав да се навратиме на тој момент. Понатаму го спомнавме делот на едукација на пазарот, како на купувачите, така и на компаниите. Како се одвиваше тој процес, што превземавте како акција во однос на едуцирање на тие две групи, кога веќе се појавува групер на пазарот? Да, па за ќе тргнеме од компаниите, пошто во исто време имавме кампања за да добиваме за члените и да едуцираме корисниците, во тој случај не да ги едуцираме за онлайн купувањето, туку да ги информираме дека ќе има големи попусти, да ги се интересираме за кога ќе лансираме, нели да бидат заинтересирани и да купуваат. А кај компаниите, морам да кажам дека многу се важни, нели се има една изрека што вика luck is what happens when preparation meets opportunity. Али реално има врска и доза мала на среќа. Мислам дека среќата кај нас бевме многу подготвени, ама се должеше на тоа дека добро се спремивме и можда го направивме правиот избор на првите компании кај што влеговме, затоа што 9 од 10 состаноци направени од 2 дена не беа успешни и завршија со подпишан договор. Ние одевме со лаптоп, видео, кажувавме што ќе биде групер, затоа што уште не постоеше, дека им баравме нели да дадат над 50% попуст на услугата, им кажувавме дека ќе продаваме онлайн купони и дека со тие печатани купони, тоа време беа прво печатани, пред да имаме мобилна апликација, дека со тие печатани купони ќе дојдат купувачите, а дека ние после ќе им платиме на компаниите директно. Значи требаше од старт да ни дадат на некој начин довербата и во време кога ние не бевме започнати, кога ќе започнате и после тоа беше полесно. После ни се оваа компанија сами знаеа што значи групер, колку беше моќна промотивна алатка. Така да првите состаноци кај компаниите ни беа супер успешни, да кажам. И многу голем дел од компаниите кои што продаваа на групер се вклучија за прв пат во онлайн светот со нас. Им кажувавме како ќе функционира, нели? И после тоа ни се јавува дека сме ги наполниле, дали беше тоа ресторан, дали беше тоа спа центар, и тоа не беше многу rewarding, да кажам, убаво чувство. А кај купувачите, едукацијата всушност произлезе покасно, кога нели лансиравме и кога почнавме да продаваме онлайн. Прво ги имате оние нели early adopters, кои што има картички, по, да кажам, едуцирани за e-трговија, кои што велда купуваа и од надвор онлайн и кои што не им требаше помош за да купат. Меѓутоа групер стигна до 350.000 корисници, меѓу кои што од сите различни возрастни групи. Имавме и пензионери секако кои што ги правеа први онлайн купувања и тоа највеќе за патување беше. Але генерално, значи, требаше да ги научиме, од една страна им отваравме имејл адреси. Требаше да ги научиме што е CVC код на картичка. Рачунете дека е во еден период каде што луѓето не ги користеа платежните картички, малку има и до ден денес немаме ние голем дел како држава иматели на платежни картички нивно користење. Меѓутоа во тоа време беше многу ниско, се користеа за да се извадат парите од банкомат и да се плаќа со кеш. Така да тој дел беше, да кажам, доста захтевен, затоа што ние не воведовме друг начин на плаќање, нели купувате услуга, треба да ви стигне онлайн купон или им отваравме мејл адреси, ги едуциравме, односно ги учевме како да се приклучат на Facebook, да ги креираат профилите преку Facebook, тоа не беше полесно, нели конект со Facebook. Така да одигравме, мислам дека голема улога, дури имавме и некои денови кај што ни доаѓа корисници, иако не ни беше намената канцеларијата за купувачи, кои што ни доаѓа во канцеларија да ги научиме, така да тоа е еден скап процес, морам да кажам, затоа што вие поминувате по доста време со еден потенцијален купувач, ама идната вредност нели треба да ја гледаме. И така е бидно. За ова што спомнав со сите различни групи што купувале патувањата беа голема одскочна даска кај групер, значи кога ги воведовме од прилика беше, мислам дека не цела година од како лансиравме, ако не се лажам.
Тие привлекоа многу различни групи затоа што нудевме многу атрактивни цени за Банско. Прво почнавме за да го нудиме. У тоа време не беше ни толку познато Банско, така да Сега ги има најголемите забави таму. Особено овој период. Сега многу се разви. Сега е сосема различно од тоа време кога бевме. Мислам, ја бев, тоа беше 2000, ако не се лажам, 2012 може или крај на 2011. Мислам, Банско немаше далеко од тоа што се е изградено. Имаше хотели, не беа волку многу, може да се каже, на прсти се броја тие потенцијалните за соработка во тоа време. И да се стигне до тие патувања, тука мислам дека се доврши уште еден предизвик, кој што го имавте во однос на добивање на лиценца. Да, имавме. Да. Имавме. Тоа сакам да го напоменам зошто, бидејќи твојата упорност и доследност во тие процеси овозможила да стигне до тие пикови кои што биле пресврти во однос на растот на Групер и понатаму носеле нови експанзии. Што се случува во тие моменти кога дознавте дека ви е потребна лиценца? Конкретно за да може да се спроведуваат тие сделки за патување во Групер? Па ние почнавме патувањата на начин што видовме дека може да е следна категорија која што треба да ја развиваме. Запаливме кола, отидовме во Банско, имавме состанок со неколку хотели, договоривме, тие тогаш се промовираат, тие неколку хотели се промовираа и на вакви слични сајтови бугарски, пошто ги следавме сите од регионот кој каде кој што нели воведува иновации, пошто бизнисот мора нонстоп да се иновира за да стане таа линија нели на раст. И кога ги почнавме со првите пакети, имавме над 100-200 продажби во еден ден. Мислам дека беше нешто 99 евра, 3 ноќи, 4 ноќи Банско за двајца, многу атрактивна сделка. Тогаш бевме со една мала канцеларија у Палома Бјанка, така и почнавме и ни дојде инспекција после некој недела две. Вајда почнавме да не забележуваат и туристички агенции, почнавме да влегуваме и во тој дел. И можда и не беше недела две, можда и беше после месец дена, не знам, меѓутоа суштината беше дека не рекоа дека мора да извадите лиценца. Јас пробував да објаснам дека сме ние како букинг платформа, дека не организираме аранжмани, патувања, тогаш го прочитав и го студирав цел закон за туристичка дејност. Нама на крај се испостави дека сепак треба да извадиме лиценца и јас реков добро, ве молам може ли да не ги тргаме се овие понуди што ни одат, да не даете 2 недели 3 рок да успееме да извадиме. И имаше многу сладок коментар, тогаш имав 22 вајде имав напуната или 21, вика инспекторки да што даја, бе девојченце. мисли дека ќе извади лиценца за толку кратко, не се вади така, ама ајде ќе ви дадеме демек некој период. 2 недели мислам дека не дадаа за да извадиме лиценцата, во спротивно да ги исклучиме сите сделки за патувања. И ја добивме лиценцата тие 2 недели. Имаше нели си прочитав што све треба, имаше се полагаше некој сертификат за управител на туристичка агенција на Универзитет за туризам и менеджмент, го добивме тој сертификат, ги полиса осигурително, се што треба нели извадивме. И така по себе зачудени дека сме успеале толку брзо да го добиеме, а меѓутоа кај улогата на едукација, тука ќе спомнам дека ја одигравме значајна улога во едуцирање и на институциите, кои што беа можеби чести посетители во нашите канцеларии, меѓутоа требаше и нив да им објасниме како функционира сето тоа, затоа што беше нешто сосема ново на нашиот пазар. Верувам дека постоеле многу такви моменти на едукација од двете страни и треба да знаеш како да се сносиш со тие луѓе, како да ги представиш тие работи за да бидат разбирливи, да ја разберат поголемата слика на тоа што се случува, особено кога има некој нови платформи или бизнис модели кои што се појавуваат на пазарот и претходно не функционирале. Да, имав една скица баш што ми стоеше на биро, со објаснато и текот на средствата како оди онлайн плаќањето, буквално за полесно објаснување, и таа ми стоеше на биро, а до сега ми текнува дека имав и една сликичка што малта не на тема предизвиците го сликува тоа, I eat problems for breakfast. Тоест expect problems for breakfast. Така да имаше многу, сега поново се викаат нели предизвици, имаше многу предизвици во развивањето на бизнисот од секаква природа, ама
Не гледав на тоа како обесхрабрување, не гледавме уопште, мислам дека леле кај да се ова не снајде, туку брзо се пристапуваше како да се совлада. Ако е нешто ново што треба да се учи, треба нешто да се промени, значи перцепцијата кон проблемите, односно предизвиците, мислам дека е многу важна. И за тоа денешен аспект викам дека најважно е да ги гледаме пречките како предизвици, да не мотивираат за да преземаме акција. Тоа мислам дека и ти го спомна дека татко ти те учел. Апсолутно, се сложувам со тоа. Драго, доколку... Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Сакам од сега позборуваме во овој аспект кој што можеби Групер го достигнува пикот полека. Која беше структурата тогаш на Групер, колку вработени има во моментот и како се поделени? Дали уште од почетокот сте размислувале како имаат некоја структура или тоа природно се развиваше во зависност од колку луѓе беа потребни на кои работни позиции и дали беше лесно да се најдат луѓето и кадарот кои што ќе работат во Групер и ќе се соочат со сите тие нови предизвици, научени лекции? Како беше тој процес? Да, повеќе прашања во едно. Значи, за структурата некако природно се формираше. Структурата на почеток беше тројца што работат све, односно, не знам, например, имаше како изгледаше од прилика одам на состанок, договарам сделка, потпишувам договор, доаѓам, ја правиме ние, ја поддржуваме ние, корисничка поддршка сме ние, маркетинг сме ние, значи сите возможни работи кои што после ги делегиравме и формиравме сектори, во почеток ги работевме ние. Јас бев многу добро организирана и од 2011 година мислам дека на Google Drive бевме организирани, се буквално за се има трак, евиденција, се водав, значи во Excel табели на времето, така и почнавме од буквално од јануари 2011 година се вода многу работи организирано и после беше по-лесно да се предаде тоа знаење и да се делегира. Значи ние имавме некои в денешно време се тие работи ги учиме во корпорација, нели, што се процедури, како се воспоставуваат стартапи, не очекувате дека толку средано ќе биде, на почетокот е меси и сето тоа. Ама мислам дека многу ни помогна тоа што пробував да ги документирам многу голем дел од работите, пишувавме правилници на пример и кога доаѓаа колеги, кога се ширеше тимот, можев да кажам да полесно делегирам. Иако делегирањето не ми беше силна страна во самите почетоци, а структурата во Палома Бјанка не беше првата канцеларија, првиот вработен беше после неколку месеци од лансирањето. Имавме првите интервјуа беа за продажба, после имавме и за така наречена корисничка поддршка и веб администрација, две во едно не беа некако споени позициите. Како беше едно интервју за работа во Групер? Тоа е добро прашање. Тоа е добро прашање. Не сум го помислила ова од тогаш. Имав осмислено процес на симулација не беше. Тоа до ден денес се смееме кога ќе се видиме. Се не сме се виделе одамна со колегите. Бевме една многу добра екипа. Користам прилика сите да ги поздравам со емоција го работевме сите, сето тоа и го развивавме. И ни беше симулација за сделка, значи интервјуто им праќавме на мејл дека вие сте Групер агент, така ни се викаше, и дека доаѓате на состанок кај што треба да му земете сделка на сопственикот на ресторан. Да собственици на ресторан ни беа една од потишките категории. И за тоа беше така и ги државме првите интервјуа во, ако ви текнува Палома Бјанка имаше на ресторан на Кибо се викаше. Јас не сум била никогаш, ама добро. И таму државме пошто канцеларијата ни беше, не знам на кој спрат, не се сеќа, 6 вел да беше или 5 и доле имаше ресторан и се симнувавме и таму го правевме интервјуто во правилна симулација да биде во ресторан. И кога ни доаѓа имавме многу интересни кандидати, стварно. Мислам имаше некои што се одма доживеани улогата. И еден од работените Тино кој што остана долго време во продажба, баш го раскажуваше неговото прво искуството со интервјуто, така не изгледа интервјуата за продажба. Ние пробувавме да како сопственик на ресторан да кажеме дека нели 100 пати викате не сум заинтересиран. Тока провизија вас ќе ви давам, а што ќе ми носите вие корисници вакви такви и да видиме како ќе реагираат. Нели и така имаше интересни интервјуа, многу упорни и нормално најдобрите после беа дел од екипата.
И мислам се навраќаме на многу убави моменти, ми се сите тие кои што сме ги поминале. И предизвици, ама и многу сме работеле, ама и сме си ја сакале работата, знаеш, тоа е многу важно, мислам, дека да се работи со пасија и да се работи тоа што се сака. Таква екипа беше Групер. И тоа е многу убаво, бидејќи кога имаш пасија за тоа што го работиш, сакаш да гризеш повеќе, сакаш да го гледаш, го живееш секој ден, важно ти е, некако се прави еден микс помеѓу приватниот живот, работниот живот, бидејќи ги внесуваш емоциите, пасијата за нештото да функционира. И тука мислам дека неминувно е да следува некој успех. И мислам дека среќата ги прати храбрите исто така. Храбрите се тие кои што сакаат да преземат. Храбрите и тие што многу учат и што работат исто. Апсолутно. Во 2018 стигнува Групер околу 200.000 корисници. Тој период, а следната година, веќе во 2019 ти ја добиеш функцијата, ја прифакаш функцијата да бидеш првата жена министерка за финансии. Групер го прави својот екзит во 2021. Значи, тие се некако периоди кај што верувам дека кај тебе имало доста размисли на што како ќе се случува и каде ќе се насочиш. Дали може да доложиш нешто повеќе за тој период, бидејќи екзитот, односно и продажбата на Групер ја отпочнуваш ти, а понатаму прифаќаш друга функција, се враќаш на тоа како се одвиваше тој период. Па генерално мислам дека заедничко за мојот, да кажам, пат е што никогаш не сум ги бркала работите, туку повеќе не било ништо со намера, туку повеќе сум била спремна да ги прифатам предизвиците, односно можностите кои се прикажувале. И така и беше и со продажбата. Ние никогаш не размислувавме на продажба на Групер, додека го развивавме бизнисот, не ни беше да кажам end goal, пошто нели има легитимна цела и да почнете стартап или бизнис со крајна цел дека сакате да продадете компанијата, односно да направите успешен екзит. Ние не бевме таква приказна, односно не размислувавме за екзит, туку го едноставно уживавме тоа што го работиме, уживавме да го растеме бизнисот, да постојано да воведуваме нели иновации и всушност нас се покажа можност, може да кажам, која што ја прифативме. Во тој период дојде информација преку еден пријател дека Асеко полската групација размислува за диверсификација, односно бидејќи прават доста аквизиции, односно да се насочат и во e-трговија. И испративме, ни дадоа, ако сме заинтересирани, ако сакаме да испратиме тизер документ, испративме еден тизер со генерални информации за компанијата, пошто после тоа ни кажаа дека се заинтересирани, после спремав ја спич презентација и сето тоа беше пред 2019 почетокот, ако не се лажам, почетоците на 2019 за која дојде CEO-то на групацијата тука да подадеме рака после некое време, преговори дека имаме иницијално, да кажем, некој договор, односно да подпишеме term sheet, кој што означува од почеток на due diligence процес. Сега тој период се поклопи, значи после од кога веќе го трнавме процесот и тројцата бевме возбудени. Двајцата партнери беа малку со неверување кон целиот овој процес. Ја кога веќе го почнавме и кога веќе почнав да инвестирам значајна енергија, некако го гледавме сите тоа како начин да Групер оди на next level, односно да добие прилика за поголем развој и експанзија, што ние веќе не можеме да му ја дадеме, да речем, на овој пазар. Иако имавме лансирано и во Косово, ама како франшиза тој период. И после тоа се случува, нели, поканата што добив за може да кажам најтешката и најхрабрата одлука што ја донесов во животот, тоа беше да прифатам позицијата министер за финансии и практично екзит постапката, односно due diligence кој што само што беше започнат, се на некој начин паузираше. Јас мислев дека ќе успееме да го завршиме тој процес пред да влезам во владата, меѓутоа не успеа да се комплетира. И беше веќе излезе веста дека јас ќе ја прифатам таа позиција, што беше на некој начин мала кочница за Асеко.
И така да се дигна малце рачно на целата таа приказна. За после кога завршив јас со функцијата, јас се повлеков кога отидов на функцијата од позицијата директор на Групер. Таа функција ја презема мојот партнер. И кога завршив, после тоа на некој начин ја вративме сделката на маса, само што беше уште поголем предизвикот, затоа што беше ковид време. Многу луѓе мислеат дека со ковид време онлайн продажбата растеше. Да, меѓутоа кај Групер, ако имаме предвид дека ние доминантно продававме услуги кои што беа афектирани од ковид, кај нас не растеше тој период. И всушност предизвикот беше да го вратиме на патеката на раст и пост ковид и да оствариме неколку, да кажам, услови за да успееме да добиеме таа иницијално договорена валуација. И така и бидно, турбоденоноќно се работеше и на due diligence процесот и на поредно нели да ги подобриме перформансите, да воведеме пак нови работи, нови кампањи, нови да кажам нови разработка на нови услуги и така да успееме да го имаме успешен екзит и да на крај сме задоволни со истиот. Супер, исто така накратко напомена дека Групер тогаш беше присутен во франшиза во Косово. Кои други пазари беше присутен? Само таму и тоа истото беше ние сакавме да се расшириме, ама имаше во секоја држава по еден јак играч, да речем локалец. Што спомнав дека имавме ние конкуренција на нашиот пазар, конкуренцијата секогаш мислам дека е добра, имавме конкуренција, меѓутоа они се беше интернационална оваа колектива, што спомнав, они се затворија после некое време во сите пазари и ако сакаме си кажеме, или ќе кажеме ги победивме, ама затворија сегда. И всушност во Косово немаше, а предлогот беше од еден партнер, кој што после станавме партнери, дали сакаме да се шириме. Ние не бевме во тој момент со ресурси спремни ние да сме сопственици и ја некако зацртав дека ќе го правиме франшиза, иако не знаевме ништо од тој период за франшизи. Научивме се што требаше и така Групер се лансираше всушност како франшиза во Косово. Значи имавме цела книга спремна со гајдлајни, процедури и слично, така да и тоа ми беше нова научена лекција искуство плюс и таму работеше. Така да само во уште еден тој пазар. Значи врз основа на кои можеби играчи на национално ниво од тие држави биле присутни, така ја донесовте одлуката дека можеби најдобро ќе биде да се пристапи кон Косово. Сметате дека се подготвени за Групер? Мислам дека секој пазар, затоа што ако видите по книга и кај нас не беше подготвен пазарот. Ми помалку од 1% од граѓаните купуваат онлайн, значи не се користат картици, ќе кажете пазарот не е спремен и затоа и повеќето беа скептици. Меѓутоа, ако имате предвид дека потикот што го дававме беа попусти, како што спомнав и заштеде, мислам дека секој пазар е спремен за добра цена и попуст и дека до ден денес еве колку што се развива и расте онлайн купувањето, главниот потик мора да се акциите, промоциите, попустите, значи за да успеете да ги натерате граѓаните да направат прва трансакција, а после да ги промениме навиките, нели, да почнат. Така да би рекла дека имаше солиден, да кажам, перформанс и старт Групери во Косово, ама бизнисот како таков е трговијата воопшто комплексна, захтевна и овој бизнис исто значеше едуцирање на уште еден пазар и требаше многу работа. Верувам, кога сме повторно, кога се навраќаме на делот на едукација, сакам да го напоменем и основањето на Асоциацијата за трговија, од каде потигна тој момент, бидејќи пред се тргнува од момент на потреба, која што вие воочивте, со цел да се направат и други законодавни промени кои што се потребни за сите играчи во трговијата. Како започна тој процес, кога разговаравме неформално со тебе, ти ми напомена дека следеше и други асоциации, како функционирале тие, па како тие модели може да се реплицираат кај нас. Тој почеток на асоциацијата и отварањето, ти си се уште во улогата на председател. Така да. Почетокот и која е структурата денес и најголемиот настан кој што го организирате, накратко. Да, се видовме на конференцијата за трговија која што организираме. Асоциацијата ја формиравме во 2017 на крајот, а потикот беше предизвиците, односно проблемите кои што ги имавме со навигирање и водење на Групер. Генерално имаше повеќе регулаторни бариери и пречки, и административни, и барав и закажав состанок со министерот за информатичко општество, кој што во тоа време одговорот беше дека има волја,
знаат дека треба да се работи, меѓутоа дека барањето за да се прифати не може да дојде од една компанија да представува, нели, бизнис интересот треба да го представува некоја институција, односно организација или комора. И да формираме, односно ако дојде барањето преку некој од коморите, дека ќе го разгледаат за имплементирање. И така и бидна си отидов, знам тума и се мислев долго време претходно имав прилика да патувам и да запознавам развиени асоциации за e-трговија, швајцарската конкретно, пошто одав на UNCTAD е тело на Обединети нации, кое што организира секоја година e-week или недела посветена на e-трговија. И таму бев поканувана секоја година и запознавав асоциации од развиените земји, гледав како функционираат, а од друга страна и еден од нашите членови на управниот одбор на асоциацијата денес, Миле Бошков, ме поврза со Европската асоциација и генералниот секретар дојде кај нас и некако ми се поклопија работите за да се впуштам во коосновање, односно основање на првата асоциација за e-трговија. Бев и во управниот одбор на Европската асоциација после поканата. Асоциацијата ја формиравме, како што спомнав, во 2017, значи веќе 7 години го представува гласот на e-трговијата, број над 135 членки. Работиме различни проекти и активности, сега да не набројувам сите. Конференцијата која што ја спомна е една од нив, која што е попопуларна, да кажем, собира над 700 учесници од целиот регион, беше домашна, меѓутоа полека прерасна во регионална конференција за e-трговија, привлегувајќи интересот и од соседните земји. Покрај конференцијата имаме, значи, активности како секоја година правиме детална анализа на пазарот, гледаме што се главните предизвици, гледаме кој е прогресот и во споредба со регионот и за да после, нели, преземеме иницијативи, ги димензионираме нашите програми, ама и да дадеме препораки кои што може да им служат на сите за да преземат активности. И всушност од таа програма ни се произлезени голем дел на активностите и проектите кои што се насочени да работиме на креање на дигиталните вештини како еден од предизвиците, работиме на креање на довербата, на сивата економија која што е предизвик во e-трговија. Конференцијата можеби да кажем, масовен настан за индустријата, меѓутоа таму ги презентираме сознанието и ги анализираме состојбите, дискутираме, се вмрежуваме и после не представува основа за понатамошни делување. Сега да не се држувам на сите проекти, али на e-commerce МК сите заинтересирани може да научат повеќе за нашата работа. Ако се заинтересирани со нивните стартапи предприемачи да не се приклучат, бидејќи нашето членство не е само компании кои продаваат онлайн, екосистемот на e-трговија е многу поширок и опфаќа и платежни институции, банки, компании за достава, маркетинг агенции, IT компании, сите кои што било каква поврзаност имаат, а веќе скоро сите имаме некаква точка и поврзаност. Фала ти многу за прекрасниот осврт, кон што се овозможува асоциацијата, што е она што го продуцира во рамки на конференцијата што го прекажува. Инаку не го спомнав тимот, извини таму, пошто секогаш кажувам, нели, групер тимот го спомнав, тимот е многу важен за секаде. Така да, нели, спомнав претходно работевме со пасија, тука пасијата за e-трговија која делиме сите, мислам, јас добро ја дишам пазарот на e-трговија, што се вика, од клупите од e-бизнесот, запишувањето, па после во пракса, со едукација и со пракса. Меѓутоа и овој тим како го има, да кажам, му е блиско до срца e-трговијата, развојот, конференцијата, се што работиме, многу е важно за успех, затоа и асоциацијата е може да кажам дом за или e-commerce community кој представува целата заедница на e-трговија. И така да ќе искористам прилика да си го пофалам и поздравам и тимот Виктор, Бојана, Марија, Филип ми е заменик председател, и сега имаме нов член Александра. Супер, ги поздравувам и јас многу. Можам да гарантирам за атмосферата и енергијата и синергијата што го има овој тим. Јас во 2023 година за конференцијата можев да бев и волонтер при спремањето на конференцијата и многу ми беше мило што бев од тој процес и ја видов во позадина за оваа година да дојдам таму како учесник. И ми беше затворање на еден цел круг и навистина беше убаво да се соработува со тие луѓе за време на припремите, иако може би имавме некои работи кои што, како да кажам,
беа подготовките на материјали и слично, ама беше убаво да се види колку промотивни материјали има од партнерите кои што треба да се стават, колку луѓе го поддржуваат, сето тоа. Атмосферата таму е прекрасна и во однос на нетворкинг и вбрежувања и можности да дознаеш што е најново врз основа на истражувањата кои што ги правите. Ги охрабрувам сите кои што можеби сакаат да се вклучат во вакви настани, да се пријават да волонтираат и за поддршка на конференцијата следна година, но и да ги пратат нели сите активности кои што се на асоциацијата за трговија, бидејќи навистина може да се научи многу и мене беше многу мило. Многу ми е драго што се не била дел од волонтерската екипа. Конференцијата ја организираме, ова беше 7 поред. Имав прилика да одам по доста конференции за трговија, нели во таа бранша долго време бев. И се што, да кажам, забележував и ми личеше како нешто што може да се донесе кај нас, го носев и така првата конференција што организиравме, тогаш немавме волонтерска екипа, ама мислам дека и таа конференција беше на едно многу добро ниво од една страна, како содржински, така и од аспект на говорници, значи контактите кои што успевав да ги остварам надвор, многу ми придонеса и за развој на асоциацијата за трговија. Така да еве отворена покана сите што сакаат да придонесат конференцијата следна година, ноември. Значи веќе почнавме да ја планираме, ама сега пред конференцијата ни е e-commerce awards. Тоа ни е препознавање на најдобрите во трговија и сега во март ќе се случи, значи секоја година го имаме. Тоа е настанот, меѓутоа пред да дојде настанот секако сега ќе следи фаза на гласање за најдобрите во трговија во јануари. И после ќе гласа жири комисија и на крај ги одбираме најдобрите со цел да ги препознаеме напорите, а друга страна да охрабриме што подобра работа и што повеќе се впуштат во работење со трговија. Тоа е многу важно да се даде признание на оние чинители кои што навистина го одржуваат стандардот, особено во трговијата и во едно поттик за останатите да се потрудат да што да биде следниот чекор за нив. Прекрасно ќе бидеме во очекување на овие информации за што ќе биде следно. Ке се навратам уште да заокружиме некако приказната за Групер и што се случува во 2022 година, кое што Ана на Србија го откупува повторно Групер од Асеко. Да. И тоа е еден прекрасен круг за тебе лично, бидејќи ти веќе почнаш да се инволвираш во приказната на Ананас. Какво беше чувството кога ја дозна таа вест? Па добро, Групер го работевме и го развивавме со многу емоција. И не е лесно. Станува дел од твојот идентитет. Ти веќе голем период стануваш Нина Групер и сега презиме ми беше. Да, и некако кога го имавме нели успешниот екзит, ја продававме компанијата. Нели тој период малце правите рефлексија, седнав да средувам слики и такви работи, нели да ми остане како една заокружена преубава приказна, пошто ми сам голем дел од мојот карактер денес ме дефинираше во голема мера предприемништвото на крај најмногу го практицирав со Групер. И како се одвива после овој turn, значи 2021 година ние ствари го продаваме Групер, после некое време јас малце решив дека е време да издишам. Нормално асоциацијата за трговија работев и некои други, да кажам, консултантски ангажмани кои што ги имав. И после неколку месеци практично од моето издишување се удрив доста на спорт. Имав прилика да купив нов точак, да возав точак, да по планини, на друго и после 2-3 месеци толку ми траеше тој период на издишување, добив покана, односно дојде Ананас, кој што мислам дека беше во право време на право место да се приклучам во развивање, односно да го продолжам патот за развој на трговијата. И всушност јас се приклучувам во Ананас. Ананас е некој на српската Делта Холдинг. Веќе сме присутни, почнава Србија, Македонија беше втор пазар, веќе сме присутни Босна и Црна Гора. И Ананас во меѓувреме, значи во истото време кога ние преговараме и се договараме јас да влезам во Ананас, Ананас преговара и го купува Групер. Инаку имав NDA подпишано со екзитот и практично имав уште одреден период дека не смев да работам во конкретно во истите простори во трговија. Меѓутоа Ананас откако пошто беше преговори, Групер беше логично најголемата платформа со над 350.000 корисници, беше некој начин логичен поток за Ананас за побрз влез, да кажам, и
спремен тим, значи и Ананас го купува групер од Асеко, инаку не спомнав Пейтан, домашната фирма на Асеко го купи. Групер го откупува од нив. Јас во тоа време, значи веќе тука негде у исто време групер веќе откупен и јас влегувам и јас па го добивам назад на маса кај мене доаѓа групер со цел овој пат да го интегрираме, односно да видиме како да го транзитираме во Ананас екосистемот, бидејќи е различен бизнис моделот комплетно, нели тука се продаваа услуги, попусти, купони, додека овдека разборуваме за маркетплейс платформа. И така после една година и анализи и нели транзиција, да кажам, го интегриравме групер во Ананас, е дел од А+ програмата, односно за лојални корисници, таму се нудат како групер powered benefits, така да ета така се заокружи целата таа приказна. Супер и многу интересно дека се добива цел круг повторно се враќа на своето, на да, не ми се веруваше дека ќе се врати пак така, али да. Никогаш не знаеме, ама интересно што така испаднало. Кога станува збор за Ананас и твојата улога во рамки на тимот, што е следно за тебе? Што го гледаш како следното скалило кариерно во аспект на Ананас? Па не, во Ананас следно кариерно скалило, следни работи се експанзија на нови пазари практично. Значи, мојата улога е ширење на Ананас. Сега моментално сум отсутна на мајчинско, или како се вика продилно отсутство неколку месеци. Следно е да се вратам за некој месец. Јас колку што можам сега надвор пратам. Значи генерално како се одвива, пошто во и во денешниот брз свет, ама особено во бизнис модел и приказна каква што е Ананас, работите се одвиваат премногу брзо. И нели ме интересира секако, иако сум отсутна, да видам што се случува. Секи одам у Белград. Така да следно е да го шириме Ананас и Ананас генерално е дефинитивно раздвижувач на е-трговијата во регионот. Ако групер го почна тоа со услугите и со попустите, во 2011 во Македонија Ананас дефинитивно носи една нова шопинг искуство на овие простори и ги менува, секогаш викам дека бизнисите се тие што го менуваат пазарот. Значи да, треба политиките треба да креираат favorable или поволна околина за развој на бизнисите, ама бизнисите се тие што ќе извршат едукацијата и што ќе го сменат пазарот. Така Ананас игра голема улога во повлекување на едно сите, да кажам, на едни други пропратни индустрии. Значи, за да вие го имате тоа искуство што ние се стремиме да го дадеме на купувачот, ние треба и да работиме со поштата, која што е главен фактор и да се подобри и тоа искуство, затоа што има доста простор тука. Во тој дел, понатаму имате, значи, една плејада на други играчи кои што ги повлекувате и дефинитивно ми е задоволство што сум дел од целава оваа приказна. Така да ќе видиме како ќе продолжи да се расте, да расте, да се развива, односно знаеме дека ќе расте, да видиме колку ќе биде стрмна кривата. Ние остануваме да видиме на кој пазар следно ќе го видиме Ананас, освен тие што ги напомена претходно. Природно дојдовме до една тема која што сакав накратко да опфатиме и сметам дека е многу значајна, а тоа е мајчинството. Ти одедомна имаш таа улога, многу добро ти прилега од тоа што гледаме што споделуваш. Гледаме една друга страна твоја, општо и карактерно. Како се промени твоето секојдневие, како се доживуваш моментално, дали сметаш дека моментално темпото на живот е малку поспоро и фокусот ти е во некоја друга насока и конечно сознаваш можеби некоја друга Нина во моментов. Сакам некако накратко да го опфатиме и тој дел, бидејќи верувам дека опфаќа еден шифт во твојот мајндсет, кој што јас не можам ни да го замислам, пошто сите викаат дека треба да го почувствуваш тоа и да се случи за да знаеш што се. Да, така е, колку да се спремаш, емоциите после треба да се почувствува. Ме викаат, пошто спомнам тоа што го гледаш, ме викаат дека сум правила да изгледа тоа лесно. Не е лесно, мајките знаат дека не е лесно, особено со таа динамика што ја имав и нели припремата повеќе, пошто се спремањето едно е за емоцијата и за улогата, а друго е припремата, секогаш викам дека многу е важна припремата за било што, така да се спремав. Претходно се спремав како за проект што се вика да спремиш тоа што можеш за тоа што те чека. Меѓутоа првите впечатоци, кога ме прашува како ти се први впечатоци првиот месец дена,
Викав, се осеќам кога да се имам мал шеф дома, кој што ми ја презема цела контрола. Немам контрола веќе над агендата, немам контрола над ништо, така да така ми беа првите импресии. Се полека како проаѓа време, нели треба малци да се стабилизираат и хормони и генерално да се пронајдете, односно да се видите во новата улога. Секако најодговорна од сите животни работи или прилики или неспоредливо е, нели, ова, и неспоредливо е чувството и уживам во мајчинството и во улогата. Како ми изгледа агендата и денот е дека со добра организација успевам да се организирам и да постигнам и други работи. Секако јас по природа викам дека вечето сум нешто незадоволна од кога се работи. Секогаш викам дека треба подобро и може подобро. Се сметаш ли си за перфекционист? Да, се сметам. се сметам. Мислам дека перфекција не постои. Ама доволно е стремежот да ја бркаме за да бидеме утре дента подобри и подобри од претходниот ден. Така да во тој аспект, да, и многу често ми викале дека кој ќе го примете тоа, 2% ќе го приметат, 1% демек не мора да толку, викам добро, тоа 1% е битен. Сега малце обмекнувам со текот на времето, како викаат како старееш, односно стануваш помудар. Сега малце омекнувам, така да викам сега добро и да го приматат 5%, малце пробувам да не сум да толку, пошто на крајот на денот тој што го прави тоа трпи. Мислам, трпи и поголема стрес и поише се нервирате за некои работи кои што не секогаш заслужуваат нервоза. Меѓутоа, она што ме изненади е кај улогата, пошто по природа сум малце нетрпелива, овде имам цело трпение и ми е осознавам една нова страна над, да кажем, не може што и да ме изнервира или извади од да кажем во другата природа кога ќе го видам Стефани кога сум дома, тоа некако некое магично копче има кое што наеднаш исчезнува. Не знам дали ќе биде тоа стално така, пошто нели децата носат голема радост, ама и знаат после и сигурно сме ги нервирале и ние родителите. Не е лесна работа, ама сум возбудена за тоа што следи за новата улога. Многу ми е било, значи, на Стефан му посакувам безгрижно детство и се надевам дека ќе ужива во секој момент. Сакам да прашам што е ништо што, например, сметаш дека твојата мајка ти го оставила тебе, а што ти сакаш да му го оставиш на Стефан, од аспект на некоја мудрост или знаење што ќе... Дали си го размислувала тоа периодов и доколку да, што би било тоа? Делот припремите што ги правев за мајчинството ми беше купив и некои книги за воспитување, одгледување. Можеби не сум размислувала на конкретно, еве, јас што би сакала да точно едно нешто се сеќава или да му го што точно би го пренала, меѓутоа мислам дека да треба многу да се посветува време на воспитувањето, затоа што тоа што го апсорбираат децата, тоа после ќе ги дефинира нив во животот и едно е, нели, да читаме, треба многу да се чита, треба многу да се учи, затоа што е многу одговорна работа. Друго е од старт да имате зацртано што е тоа што сакам да го оставам. Мислам дека тоа природно ќе дојде и дека како што јас, мајка ми сигурно немала зацртано или нема зацртано, еве сега го гледам велда подкастов, нема зацртано дека треба да е точно тоа што јас си го имам врзано, дека е учењето, дека е најважно, ама природно ме учела дека морам цело време да учам и да бидам подобра, што и да решам да правам, да го правам со желба, да бидам најдобра во тоа. И верувам дека тие вредности кои што ми ги всадила се она што го носам во себе. Секако тука се и татко ми има голема улога како во гените, така и во аспектите за бизнис и претприемчивост. Тоа што јас ќе го предадам и ќе го пренесам, ќе видиме како ќе се покажам во тоа, затоа што и светот е доста различен од тоа кога ние сме растани. Не е секогаш праведен. Така да се надавам дека ќе успеам да му дадам и тоа што јас сум го добила како вредности да му всадам и на крај да биде true to himself, како викаат. Да се прореде да се биде свој, да прими од сите нас, меѓутоа на крај да си биде, нели, свој, да си степечат.
Баш ми е мило. Останува ние да го следиме тоа и како ќе го примете е многу важно. Мислам дека и одредени работи да ги добиваме преку социјализацијата, но и постои еден момент на како карактерот природно што он го поседува ќе ги прими сите тие работи во што ќе ги трансформира, нешто во што можеби ние не можеме не да го замислиме Да, сега. кај карактерот маш ми вика, го гледам карактерот, многу ми се свиѓа. Викам кај го примиташ за карактерот, ама има истражување за тоа дека се раѓаме со одреден карактер, така да чекаме да го видиме карактерот. И верувам дека ќе се исплови тоа на на површина. Некако привршуваме и сме при крајот на нашиот разговор. Секоја епизода од Стартап Револуција ја завршуваме со прашањето кој што го постави претходниот наш говорник. Тоа кај нас беше Ивана Каралиева од Бокси. Јас ќе го поштавам сега нејзиното прашање кон тебе, за да го слушнеме твојот одговор. Кога разговаравме со Ивана, она ни спомна, баш сакам да знам со следната личност која што ќе разговараш, кој е еден ментор за незе, од која што за незе или за него, кој што исцрпиле најмногу знаење и му оставил најмногу печаток и најмногу научени лекции, бидејќи си зборувавме за моментот дека менторите имаат многу важна улога, некогаш да го препознаат во нас потенцијалот што ние не го гледаме, да ни дадат насока во одреден простор или функција како треба да се однесуваме. Па прашањето до тебе, Нина, би било кој е менторот од кој што ти имаш извлечено најмногу во твојот живот и се навраќаш на него за консултации или не за. Да, па мислам дека кроз целиот разговор може и природно дека веќе знаеме на кој алудира. Мајка ми е дефинитивно тој менторот кој што и како што сама кажа во прашањето, кој што од една страна им е усмерувал, може да кажам, мислам дека е многу важно, особено кога сме деца, да добиеме правилната насока. Значи не да ги носи некој за нас одлугите, но да не насочи во добар правец, па после на нас како ќе се покажеме. Така да, дали е тоа во аспект за животни лекции, дали е тоа во аспект после и за бизнисот или на кој се навраќаме сега за консултации, за критика, тоа е мајка ми. Генерално, јас сум воспитана со доста критичност, не толку со пофалби дека ти си најдобра, тоа не ми викале, ти си најдобра, најпаметна, тоа нели што викаат најубави им се на сите своите. Јас сум повеќе воспитана со критика, дека да, ова добра, ама некојаш би немало ни тоа ама, него имало директно критичност и мислам дека сум научена дека со критика се подобрувам и се оди напред и така сум научила да бидам валјда потврда и да прифаќам критика. Разбирам комплетно. Да. Во овој момент мислам комплетно се соживеав, ми текнува на еден момент кога се вратив дома, во средно бев тогаш. Се вратив дома и толку бев нешто уморна, имав некои активности после школа и слично и само стигнувам дома и директно отидов во соба и татко ми само ме скоментира: "Па џабе ти се сите петки кога немаш однесување, не се поздрави со никој кога дојде дома." И си викам, нема момент кај што дека баш тоа нека никогаш ќе биде признаено, секогаш има момент на како да бидеме подобри, ама тоа раѓа нови моменти на гризање. Да. И понатомошно нели. Мислам генерално се ти го спомна таткото и татко ми е критичен, не така Да. и он ќе ми каже, сега може ќе добијам забелешка многу брзо зборуваш. И затоа така да генерално двајцата се реални, немаме едниот дека е критичен, другиот дека е добриот кој што само фали. Да. Ама неисцрпна поддршка мислам и мајка ми, татко ми и сестра ми за целиот мој пат ми биле. Апсолутно се сложува. Мене само ми дојде на тој момент, ме потсетих во моментот кога зборуваше и се навратив на таа ситуација. За крај нешто што сакам да го слушнеме од тебе, како човек кој што бил активен во стартап екосистемот, ги следел доста организации кои што биле активни и како се развиваат одредени компании на нашиот пазар, како во трговијата, но и општо. Сакам да слушнам некој твое размислување за моменталната ситуација во стартап екосистемот и можеби еден поздрав и совет кон идните предприемачи веќе кога сме при крај на разговорот. Добре, дека пробаме во кратко. Стартапите генерално се многу важни за развој на економијата и мислам дека ние како држава се повеќе и повеќе кога го гледаме. Во последниве години има доста развој, се размрдуваат работите, вие имате тука отворено нешто ново што прв пат го гледам, меѓутоа генерално стартап сцената мислам дека се размрда за разлика ако споредиме од пред 10 години каде сме денеска. Значи има подобрувања, дали е тоа во нови стартап приказни, дали е тоа во access to finance, ама во сите овие работи, дали е тоа во coworking space-ови, хабови се отвараат. Значи сите тие работи се важни за една стартап околина.
Во сите тие сепак има простор за подобрување. Дали е тоа access to funding, значи или пристап до финансии, има дефинитивно значајно подобрување, има многу нови иницијативи, еве има и некои зачетоци на мрежи на ангели инвеститори. Меѓутоа уште имаме време за да созре и за да бидеме рамо до рамо со развиените, не можеме од толку мал пазар, меѓутоа за да можеме да видиме побрз развој на стартап екосистемот. Значи потребно е подобрување на дигиталната инфраструктура, на поврзаност за да може стартапите од кај нас да размислуваат и полесно да излезат и на странски пазари. Така да мислам дека има значајно раздвижување и подобрување, меѓутоа дека има уште многу да се работи и на културата генерално ние како прифаќаме падови, како прифаќаме предизвици. Значи и тој дел мислам дека е променет, меѓутоа и таму има простор за развој. Како и во експектна регулатива, значи имаме работа во кратко. Се сложувам. Ако треба една порака во една реченица да испратиш една порака до новата генерација на предприемачи, што би било? Тешко ми е во една реченица, ама би кажала дека најважно е да го најдат, нели, тоа го спомнав во разговорот, најважно е да најдат што е тоа што сакаат да го работат, затоа што бидувањето предприемач не е лесно. Односно, многу често го поистоветуваме предприемач со сопственик на бизниса, не мора да значи така. Предприемач и предприемачко размислување може да се има во сите аспекти, и во приватниот живот, и во невладен сектор, и во владен сектор, и секаде. Сега зборуваме за стартапи, односно за основачи на бизниси, да го најдат што е тоа што го сакаат, меѓутоа не слепо да се впуштат само во тоа што го сакаат да го прават, туку да испитаат и дали има пазар за тоа. Затоа што многу пати идеите што ги имаме се само со порив, ако нема пазари, нели не може да има успех. Така да би кажала да бидат спремни на многу работа, да бидат спремни на многу учење, да бидат свесни дека ќе треба да се жртвува доста од приватното време и да бидат на крај автентични во тоа што го прават и да гледаат од надвор и да аплицираат, пошто ако развиваат нешто за Македонија, дефинитивно има многу работи кои што ги немаме на нашиот пазар. Ти благодарам за твоите совети. За крај, останува уште твоето прашање до нашиот следен говорник. Ќе дадам еден тизер. Имаме два говорници на следниот подкаст. Мислам, мои соговорници и гости. Така што е оно што би го поставила ти како прашање до некој предприемач или основач на стартап? Што може би те интересирало или сакаш да слушнеш? Па, ај би поставила се двајца. Се добро, двајцата некако одговорат. Може од сите, да речам, научени лекции, да имале многу научени лекции, поминати предизвици, сега денес кои ќе се навратат, дали нешто би смениле? Еве, и ако да, што би смениле? Супер. Значи, после целиот пати научени лекции, помудри, попаметни, вајлда денес, што би смениле? Дали нешто би смениле? Супер, ти благодарам за прашањето. И јас веќе чекам да го слушам и одговорот, исто како што нетрпение го слушав и одговорот на прашањето кое што го постави Ивана. Со тоа ќе го затвориме нашиот денешен разговор. За крај би сакала од се срце да ти се заблагодарам што беше нас гостин на петата епизода на Стартап Револуција, како од моје име, така и во името на Стартап Клуб Скопје. Ти значи многу покрај сите обврски кои што ги имаш во моментов, што го одвои ова време да поразговараме за твојата кариера, за искуството што го имаше со групери, но воедно да споделиме некои корисни совети и практики кои што можеби ќе им користат на сите кои што не слушаат, а размислуваат за отпочнување на свој бизнис или некоја бизнис идеја тлее во нив. Ти благодарам многу, Нина. Фала ти тебе многу на покана. Поздрав до гледачите, предприемачите и стартапчите. Поздравуваме сите. За крај, чисто сакам да ве поздравам и јас, ви благодарам на сите доколку останавте до крајот на нашиот разговор. Ова епизода верувам дека ќе гледате на почетокот на новата година и се надевам дека си имате поставено цели за што ќе остварите во 2025-та. За крај, она што можам да ви го кажам е да не следите бурно на социјалните мрежи, секогаш има нешто ново што го споделуваме од страна на Стартап Клуб Скопје, без разлика дали е Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok или тука
тука на YouTube, ве охрабрувам да погледнете што е следно, бидејќи ние веќе започнавме со нашата инкубаторска програма и нови 15 стартап идеи веќе го почнуваат својот развој и следете го на социјалните мрежи бидејќи објавуваме доста. За крај, исто така, следете ги новите епизоди на Стартап Револуција и The Freelancers Hangout, односно фриленсерска дружба, подкастот на мојата колешка Бисера Лутеска, со тоа што го кликнете subscribe на нашиот YouTube канал и ќе добијате нотификација за што е следно. Поздрав од мене и се гледаме во следната епизода на Стартап Револуција.